Днес во спортското семејство и во олимпиското семејство, во сите изложени цркви, заради издавувањето на книга, се напиша само всеки за својот живот и посебно за својот спортски живот. Днес се прилика видејќи многу малку книги се објавуваат во спортистите, а ова е една таква ситуација, да ја сакам многу повеќе да се објавува и да ги сремат тие моменти во животот на нашите големи спортисти. Еден е сигурно само седи, еден од најголемите спортисти во Македонија, и во македонската спортска елитија. И ја сакам да честитам за издавањето на книгата, да честитам и за сите животни ситуации, добри, како што се случуваше во една богата спортска кариера и еден богат живот. Тоа е момче кој потстапи на душето 1968 година. А веќе 1975 година тој е медитерански шампион во најтешката категорија за спортување за борби во борење со болести. 1977 година, значи без наполнети 18 години, тој беше прогласен за најдобар спортист на Југославија. И тој е подвиг кој што нема да се повтори, затоа што една 18 годишна момче да ги надмине постигнувањата на тие големи спортисти, големи асоби во бивша Југославија, која беше и светска велесила во спортот. Тоа е нешто неверојатно. За самот цели, може да кажам дека многу хора што се познаат пречетот на борењето, ние сме фактични клубски другари, малце што беа по-возрастен од него, памтам многу добро кога дојде кој млад спортиран, талентиран во борењето и може да кажам најголеми зборови за него кариера. Посебно чест ми е што да можем да кажем нешто за легендата на македонското и југославенското борење. Во позивот Сигдил Кого го продава многу надамно, како пионерче. И мислам дека тој е еден од најдобрите борци во Македонија или тогаш во Југославија. Мојата трстена е по-успешен по резултати и тоа колку јас разбирам од борење, мислам дека бољи бореч од Шабан Сигдил не. Добар човек, поштен, честен, секојаш на струјаче бил коректен, во односи биле коректни и честно ете што можам да кажем нешто за него и волам да го познавам. Шабан Сигдил, јас го запознав. Ние 27 година, тој беше 14 години, дете, а јас како тој селектор и тренер за државната репрезентација го приметив и го вклучив во подготовките на младите државна репрезентација. Уште тој веќе се гледаше да со неговиот талент и потенцијал дека он сигурно ќе постигне врвни резултат. Веќе наредната година, 1976 година, с оглед дека се уште он кадет беше и немаше натпревари, репрезентацијата немаше натпревари нити официјални, нити турнири, го вклучив во младинската и среднска репрезентација и учествуваше на повеќе меѓународни турнири. И таа година покажа дека веќе е зрел
за Божеството да влезе в собственото на себе си да държава представа. Чест и задоволство е да задвурува за Шабан Сиди, еден от най-различните великани на македонскиот олимписки спорт. Карактеристично е тоа што Шабан е освојувач на првиот златен медал од европски првенства, освојувач на прв медал од олимписки игри, освојувач на прв медал од светски првенства. Шабан си бил в Саре, говориш како мало дете ние живеели пред крај на кариера си, грания работа, години, 9 години. Он налагаше скромно, убаво, мило детенце. Те гледаш уопšte не беше во таа некој да се шале, како например што правеше шали, ние да се дуваме на сото без сето сериозно. Он беше да те разположи, вицеви, се разправаше. Со Шабан се знаеме скоро 20 години. Званичен нафак беше и на Европска баланска за младици во Полска, да решава можби следење до него. Со 27 година беха на средство за Солован Сегес, каде што беше искано тој и сакате се следење дела. Посебно треба да се истакне на Шабан, резултати што ги постига со 27 година, каде што беше силовски европски шампион, и на светското првенство во Лозана беше втор на светското светско првенство. Шабан е нашата легенда која има постигнато се што може да се постигне. Со резултати што ги постигна во 47 година беше прогласен и изјавен спортист во Југославија, знаејќи документите на порачите, односно на спортистите во таа година беше изван најдоброто на легендарите. Бидејќи долго време се познаваме, како човек можем да го карактеризираме како прилично одмерен човек со високо ниво на емоционална интелигенција и секогаш кога се врне во игрушко што пријатно ми изразуваш емоционално. Од друга страна, како спортист, морам да признам дека на сите нас кои што бевме во период современици на неговите спортски действија, он не беше некаков ужај кој што сакавме да го достигнеме. На ниво на Југославија беше гордост за цела планета, а на ниво на Македонија беше еден од најдобрих спортисти на ниво на Југославија и беше наша гордост со можеме прочитам во Југославија. Ниеднаш не отиде и не го пратија на Олимпијада со вајката. Тоа само по себе зборува како спортист бил. Дека секој пат бил спремен, секој пат се борил до крајните атоми, за да успее. Дојде време во Скопје кажа Либија traže репрезентација македонска да учествува на регистрирани турнири. Одржав се државното првенство, држава Палаците ова. Ние станаме Палаци, меѓу нас беше и Шабан се иди како 16 годишно веќе не мога да кажеме. Појдеме таму да оне пречекаа, почнаа борите салата пуна со публика. Само мажи. Дојде ред да се боре Шабан Сили, колко шна да везе со тие негови заходи, со тоа уметност на негови тие таки. Или не е твърд мора да се боре с сила. Он техника, само техника е тене. Он ќе направи таков захват се не може да веруи дека може да се направи. Противниково убедливо, публиката беше фрапирана од неговата господија, неговите заклети кои ги петуваш, кога заврши борбата погласија го за победник. Верувате ли 10 минути самата стана се мажја, стана и 10 минути го потежијако автозич. Шабан беше истакна цени на олимпиското ръководство, беше подготвено
твоя мандат на Олимпийския комитет, на Македонския олимпийски комитет. И што тоа да го возило многу рече да му се одложи. Еден од овие издавањето на книгата која се издадена од Македонскиот олимписки комитет. Колку години ни треба да посомега исто националната спорта и еве сега денеска или за неколку дена ќе видиме промоцијата на таа книга. На 16 години се учил кадет, веќе се иде 10-35 години и покаже својот талент и знање. Така и тоа стана сенјорски ветерански првак, а исто така и балкански првак за 20 до 20 години. За него уште можем да кажем дека неговите најдобри резултати ги постигна во категорија до 68 и 74 килограми. Затоа сакам да кажам дека тука има една додатна тежина во неговите меѓународни резултати, човек дека тие две категории се однос на меѓународна конкуренција се и најбројна и најсилна меѓународна конкуренција во тие две категории. Он е производ на една најдобра генерација, втора, ама и најдобра генерација на Борисов клуб Скопје, која веќе во наредните ни покажа своите квалитети, што тоа што станаа веќе они од клуб и веќе стана прваци на Македонија, односно Југославија тоа. Се виде дека ќе биде голем борачок. Ами, со ваква таква работа и тоа исклучим дека е тоа правата работа што ја правеше и со тие успеси што ги имаше да време на Југославија, ретко некој од тие наши борачи, да кажем, да има такви успеси. Барваше што го знам и многу ме е драго што успеа да постигне такви врвни резултати во борењето. Ние помалите од него што сме после неговата генерација и го доживе контингентот на неговото врвничко надградување и всушност од шамот почнува и резултатите што ги постигуваме 17 години без, значи, нема никош не се враќате од големите спорти на надградување. Сакам на шамот и на доземјен случај, кој дошли со шамот, живееме, сакам на шамот добро здравје и младите да учат од неговите закоти, од неговите квалитети. Од особено значење што Шаманин работеше и даваше успешен принос во многу професионални и обществени области и дејности. Шаман беше даник министер за спорт, беше прател на Горчева Федерација на Македонија, советник во владата на Македонија, исто така беше директор на Македонската партија. Имаше други бројни функции, а сега е успешен, актуелен заменик прател по Македонскиот олимписки комитет. Јас би го карактеризирал како спортистот како еден златен рудник, кој што имаше златна жица и успеа да од тој рудник извлече прилично високи резултати, што е речко за било кој спортиста го ги признаеме, обично еден спортиста искаче прави некаков резултат и тука може да засени, но он постојано правеше од ниво на Европа, ниво на свет, Олимпијада,
і то є нещо, що є за респект і що треба да се почути. Неговата плодна работа се резултираше со успех во сите овие негови ангажмани и тоа е еден показател дека Шабан не само во спортот, значи во другите области како личност дава поголем пригрес за структурното наше општество. Много ми е драго да Шабан доби оваата монографија, да остане во историјата запомнат како еден од најголемите спортисти не само во Македонија, но во бивша Југославија, и некој кој што ќе биде узор за многу спортисти позадини. Моето познанство со ветеранот на Борињето во Македонија, уствари со пажот на Борињето, на современото Бориње, Шабан Сергијов, датира од 92 година, како ученик по 6-то одделение. И моето пријателство со неговиот учител, стари служња, секретар и тренер Муса Халемелу, ме примни со работата на овој талентиран борец. Шабан Сергијов уште од учениците дуби во својата бије, тој веќе почна со добри резултати. Стана државен првак во Ив, државен првак по кочани. Немаше такмичење, немаше стрелба или толи што не го пратет него. Дојде во странство, во Бугуреш, кога стана првак, Будин Будапешта, првак на Европа, во Борса, првак на Европа, станат ветерански шампион. Дали се попадам во 5 географските земји, не сум можел да ги викам, ама со Боси сум го третирал неговиот спортски пас. И денес овој еден висок момент да му честитаме и да му пожелиме дом и среќен живот и све најубаво во животот. Шабан е еден од великаните на македонското спортство што во својот живот успеал да ги постигне сите можни резултати во спортот, во борење. Се жртвува уште од детинство и дава своја младост за спортот и постигнал сите можни категории што може да биде посувалици од републичка превари, државни надпревари, што се внесува до државни надпревари, кога кажувам, тоа е југословенските надпревари, каде што успеал да биде и редовен член на репрезентацијата на Југославија. Тој е еден голем постигнат успех, во тоа продолжува со себе негови присеги, како што е учество на 4 олимпијади, по тие олимпијади во Монреал како најмлад учесник 17 годишен, после тоа, односно тоа е 76 година, 80 година, освојува бронзана медалја во Москва, по 4 години исто како освојува медалја во Лос Анджелес и учесник на олимпијата во Сеул. Од сите тие надпревари, он има, односно што учествувал во својата кариера, има многу освоени медали во светските рамки, како што е и два пати светски, два пати освоено сребрена медалја и потоа учесник на сите балкански, европски, медитерански службот што го имам како пријател, друга пријател и многу близок, така да упосакувам се најубаво во животот.